Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани. Денеска е среда, 29 март, последна среда од овој месец. Ќе зборуваме повторно во круг за актуелната политичка состојба со оглед на тоа дека изминатиот период покажува многу настани кои што се предмет за потреба од анализи за состојбите во политичката клима во Македонија, како што веќе е познато, неодамна профункционира и парламентот во обид да се избере нов председател на парламентарниот состав. ВМРО-ДПМН влезе во една политичка тактика на долги дебати околу пред се изборот на комисијата која треба да го верификувам, да ја спроведе процедурата на избор на нов председател на парламентот. Како што стојат состојбите, ако продолжи до овој начин на дебата во парламентот, тогаш веројатно уште подолго ќе чекаме да се затвори барем овој дел од прашањето. Тоа е легитимна политичка тактика на секоја политичка партија во парламентот. Денеска треба да продолжи расправата. Опозицијата бараше да се откаже, односно да ВМРО-ДПМН се откаже од дебатите во парламентот за да може да се избере председател, меѓутоа како ќе се движат состојбите зависи од денешниот ден и понатаму. Оно што е дополнително ново во ситуацијата е тоа што ВМРО-ДПМН го обелодени оној документ кој што се однесуваше за излез од политичката криза. Јас накратко би цитирал делови од него. Се однесуваат на неколку точки. Например, во документот стои дека никој нема право да тргува со интересите на Република Македонија и да ги става како залог еднината на државата само заради гола борба на власт. Патоказот кој го нуди ВМРО-ДПМН е добра основа за постигнување на консензус околу излез од кризата. Да се усогласиме дали важноста на политичката пракса за коалицирање на победник со победник е фактор на дополнителна стабилност на државата и дали таква треба да обстои или да се отвори сега и во иднина. ВМРО-ДПМН смета дека треба да се разговара за прифатливоста на тоа или не, дали кој е нивото и учеството на странските фактори во дебатите за и диалогот, меѓуполитичкиот диалог во Македонија. Понатаму делот кои што се однесуваат на платформата на албанската на платформата на албанските политички партии подпишана и договорена во Тирана. Ова и се она што е дел од политичката состојба во Македонија ќе биде предмет на анализа. Мој ваш денешен гостин Јанко Бачев. Добар ден. Добар ден за слушателите на радио Слободна Македонија. Бачев, ајде за почеток она последната предлог, иницијатива на ВМРО-ДПМН за излез од политичката криза, како ја толкувате? Вие што кажавте во контекст на расправите што се водат во собранието, јас би отишол еден чекор подалеку. Вие викате тактика, ја би рекол дека тоа треба да се смета како стратегија, бидејќи не се тоа обични политички препукувања кои што ги гледаме. Тоа за мене има многу појака суштина, бидејќи на дело е одбраната на државата и највисоките национални и државни интереси. Се што е во таа насока, значи за мене е оправдано. Сега што кажавте околу најновата иницијатива на ВМРО-ДПМН, во овој контекст за мене оправдани се сите овие активности што се во насока на зачувување на унитарниот карактер на Македонија, дотолку повеќе што јас ќе потсетам јавноста, ние како Народно движење за Македонија уште на 4 јануари годинава, значи некаде пред повеќе од 2 месеци, лично на Никола Груевски и Зоран Заев им доставивме меморандум за Македонија, во кој што таму побаравме тој да го подпишат, за жал до денеска не е подпишан, и во кој што наведовме 10 точки со кои што го обезбедуваме по наше мислење опстанокот на државата и просперитетот на граѓаните. Еве само телеграфски да набројам неколку точки, таму велиме дека во Македонија на целата територија важи една државна власт, територијата неделива и неотугива, без можност за нејзини федерални единки, неменување на името Република Македонија, во Македонија службен јазик македонскиот јазик со неговото кирилско писмо, Македонија унитарна држава со референцата на мнозинскиот народ и со гарантирана положба на сите национални малцинства. Значи тие се така некои основни точки кои што ги предложивме за подпишување и сметаме дека се
во насока на зачувување на унитарноста и колку што гледаме деновиве за жал пак продолжуваат тие делби и поделби. Уште документот на ВМРО ДПМН не го виде светлото на денот, експресно стигна одговорот од СДСМ дека нема да го подпишат и нема да го прифатат тој документ, и од тука сега еве мене останува да упатам еден апел, еве нека го подпишат нашиот документ кој што, како што кажав, е поднесен уште пред 2,5 месеци. На тема на собраниската седница треба да биде избор на претседател на парламентот. Оно што е веќе очигледно јасно е дека мнозинството кое што го предводи СДСМ во тој парламентарен состав веќе има дефинирано човек кој што треба да биде на позицијата претседател на парламентот после долги години од периодот кога претседател на собранието бил Старова. Денеска повторно имаме веројатноста дека ќе биде избран за претседател од албанските политички партии. Меѓутоа, она што е исто така карактеристично е што и дел од тоа мнозинство БЕСА се противи на изборот на Талат Џафери за претседател на парламентот. Па видете се, во јавноста се створи една еуфорија, секој што се залага за зачувување на единствена унитарна Македонија дека е против албанците. Тоа воопшто не е точно и јас тука веднаш ќе кажам во контекст на ова што на прашањето, не е проблем во Македонија албанец да биде претседател на собрание, него прашање е кој и каков албанец ќе биде претседател на собрание. Овој човек што го спомнавте, Талат Џафери, не може во никој случај да биде претседател на собранието, надвор од тоа што уставните ингеренции нели му дозволуваат во отсутство на претседателот да биде врховен командант на вооружените сили, да ја води државата. Овој човек нема ни најмалку нити како да кажам од аспект на македонците, нити национален, нити патриотски, нити пат личен или морален кредибилитет да ја води, да го води собранието, бидејќи овој човек, малку се знае во јавноста, се уште има еден документ во Управата за безбедност и контразнавање при Министерството за внатрешни работи за време на воената 2001, се сеќава да ја подстам јавноста на 28 април се случи еден масакар кај Вејце. Тоа е еден од најбруталните масакри во поновата македонска историја. Непосредно пред тој масакар Управата за безбедност и контразнавање има фатен сигнали кај што слуша и гласот на Талат Џафери. Во тоа време кај што значи негова директна вмешаност во тој брутален масакар, така да тоа е најбитниот аспект за кој што сметам дека не смее да биде. Сега овие од СДСМ ја водат старата тактика, па возвраќаат дека па еви ВМРО да му дозволи да биде министер за одбрана. Значи не треба така се гледат работите доколку се правеле некои погрешки во минатото, не треба да се продолжува со тие грешни чекори и сега врската на СДСМ да го спречи на тамошното разнепитување на овие моменти. И така со еден збор да завршам, значи овој човек во никој случај не смее да биде. Ако поздравувам чекорот на БЕСА што кажавте, биде и он излегува со кандидат за кој што кажа, буквално цитирам, дека е со реноме и дека со ништо не ги загрозува интересите на Македонија и на македонците. И зошто да не биде прифатен тој кандидат? Мислите дека СДСМ нема капацитет да може да дебатира со Дуј околу тоа да тоа е конкретно за Талат Џафери да не може да не биде предлог? Бидете, СДСМ нема голем маневарски простор во сите овие разговори, ако тргнеме од хронологијата на оваа двегодишна криза во која што е заглавена земјата, бидејќи чекорите сега и кај СДСМ и кај ДУИ се управуваат од некоја друга адреса. Така да еве сега некои во јавноста го нарекуваат чадорот, некој сценаристот, јас во моите настапи во јавноста го нарекувам зверот, бидејќи јасно е дека во таа двегодишна криза во кој што сега треба се зададе тој завршен удар, на дело тој завршен удар. Меѓутоа веројатно странците не го избрале Талат Џафери за да биде кандидат. Тоа е точно, но сега колкав е маневарскиот простор на СДСМ? Тоа е прашањето, дали има капацитет СДСМ да преговара, да речеме во Дуј, но што го велите вие, видите, Талат Џафери е заради тоа. Па еве само со овој момент што го спомнав е доволно за секој македонец, бидејќи тие 20 на пратеници кои се пуштени да се потпишат на таа иницијатива, тоа останува во собранието како пишен трак и тие луѓе еве ги повикам уште еднаш да размислат, бидејќи уште не е избран Талат Џафери, добро да размислат, пуштени се така да изгорат, бидејќи ако дозволат да биде избран Талат Џафери, треба да не размислуваат за моментот, него да водат сметка дека ќе бидат голем срам за своите идни поколенија. Ако бидејќи како што слушнавме сега има иницијатива од 20 на пратеници. Така да еве апелирам и од овде да го променат своето мислење, да ја пренесат одлуката и да најдат друг соодветен кандидат. Значи не е проблем, вие спомнавте дека во македонската историја имало претседател на собрание кој што бил албанец, дури имаше еден предлог за Абдурахман, покојниот Абдурахман Халити, кој што би бил еве сега да кажеме прекрасен кандидат кој што веќе е покоен, али во тоа време кога беше предложен, да кажеме би потпишал за него со двете раце, бидејќи тоа е јавноста малку знае, беше амбасадор во Софија и нема, ја сум проучувал таа историја на македонските амбасадори во Софија, нема ни еден амбасадор и од етничко македонско потекло кој што толку ги бранил и штитил интересите на Македонија во Бугарија како Абдурахман Халити.
абнормалити. Така да, значи, имаат албанците да предложат, да кажеме, своји квалитетни кадри, али во никој случај сега јас не сакам да навлегувам во тие одлуки на СДСМ, али со еден збор кажам, но тоа ќе биде понижување и голема трагедија доколку се согласат Талат Џафери да биде избран за собраниски спикер. Очекувате ли дека ќе биде избран председател на парламентот? Со оглед на состојбите и надвор по парламентот се најавуваат нови масовни протести? Вака се, председател на собрание изгледни се шанси да биде избран. Сега во колков период ќе биде тоа не би шпекулирали, но сега е битно, значи ја ова го гледам како една целина. Во секој случај да се спречи да профункционира една власт заснована на таа си албанска платформа за рушење на Македонија и на македонците. И сега многу се битни тука следните чекори. Еве доколку биде избран председател на собранието, значи после ќе дојде прашањето на дневен ред на влада. Во таков случај во никој случај не смее да се дозволи да се формира таа влада доколку СДСМ и Зоран Заев јавно не го обелодени на документот коалицијскиот договор со ДУИ, да се види што таму е запишано во тој документ. Еве јас пак ќе кажам, ако во тој документ произлезе дека не е договорена двојазичност, не е договорена промена на парите, на ознаките на безбедносните сили, на грбот, знамето, химната. Еве јас сум првиот со кој ќе им честитам на новата влада на СДСМ, ќе им посакам успешна работа. Меѓутоа доколку се види дека во тој договор веќе излегува некои индици дека постои договор за двојазичност, за промена на грб, знаме, химна, парите, тогаш веќе Македонија со сите не само ненасилни, него и со сите насилни средства мора да ја брани државата. Од тука значи сега клучно да се појави таа се албанска платформа. Доколку не се појави, дека еве мој предлог е следни чекори би биле во насока едно мое размислување. Значи председателот Иванов треба цврсто да опстане на недоделување на мандатот. Втора работа на сцена треба да стапи Уставниот суд, евентуално од избор на влада без мандатот Иванов да го поништи таковиот избор бидејќи неуставен, и третиот момент е кој што прави механизам кој што стои на располагање Централниот регистар да не ги депонира подписите на новите членови на владата, и во таков случај не можат министрите да почнат со работа. Значи тие се некои така три правни механизми со кои што може да се спречи формирањето на владата, меѓутоа јас сум длабоко убеден дека тука правните механизми во Македонија многу не се почитуваат. Ние во изминалите 2 години се изнагледавме флагрантно кршење на уставите за законите, па никој не се потреса во тоа. Овие три правни механизми се остварливи, претпоставуваат на претходна ситуација овие континуирани протести да продолжат. Бидејќи веќе во овој момент нити владата, нити председателот, нити партиите, никој не може да одбрани државата, може само народот. И овие правни механизми се остварливи само доколку издржи народот и доколку продолжат овие масовни протести кои што ги гледаме секојдневно. Тука правиме прва кратка пауза, потоа продолжуваме во вториот дел од емисијата. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани, мој ваш денешен гостин Јанко Бачев, универзитетски професор и председател на Народното движење на Македонија. Добра позавишно политичките случувања. Бачев, застанавме кај како што велите правни механизми како може да се спречи евентуалниот избор на нова влада. Јас ќе прашам, зошто мислите дека треба да се спречи тој избор на таа нова влада, со оглед на тоа дека во парламентот има некој мнозинство од 67 партеници? Видите се, мнозинството во нормални политички услови функционира како што е запишано со уставот, меѓутоа сега произлезе дека тука ние имаме на дело една си албанска платформа која што никој не ја негира, ги видовме елементите во таа платформа, и тука директно може да се каже дека таа платформа ја руши Македонија и македонците, го руши унитарниот карактер на државата и една преодна фаза до која што би дошло можеби и до поделба на земјата, бидејќи јас ќе кажам дека без разлика што тие поранешни припадници на таа поранешна така наречена ослободителна национална армија на албанците се вдоми во власта, добија огромен број функционерски места. Јас ќе кажам дека прави грешка секој во Македонија, посебно државниот врв да не ја прави таа грешка, дека со тоа да мислат дека они ќе ги заборават тие стари сеништа за голема албанска држава во кој што се предвидени да влегуваат и делови на Македонија. Кои делови од таа платформа зборуваат за голема албанска држава? Па видите се, тука има едни елементи кои што во јавноста никако до сега не се кажуваат, а за мене се така многу интересни и многу опасни. Акцент сега во платформата гледам се стави на двојазичноста и така малку страмежливо се зборуваше околу можноста албанскиот народ да биде конститутивен, нели што е во насока пак на федерализација. Меѓутоа таму има и еден елемент кој што вика отварање на нови гранични премини. И комисија за разговори со Бугарија. Што значи тоа? Па мене колку што ме познато сега ние немаме никаква комисија со Бугарија, заедничка мешовита комисија која што преговара со Бугарија, а ДУИ предлага во таа платформа и комисија, понатаму предлага отворање на гранични премини. Со Грција или со Бугарија? Со Бугарија.
да се формира комисија, оствари дои предлагат нивни представници да земат учество во комисијата за преговори со Бугарија. Колку што мене што ме е познато, сега не немаме никаква комисија за преговори со Бугарија. Значи овде наметуваат едно прашање за расчистување на односи со Бугарија и одма после таа пределба предлагат отварање гранични премини. Без да се посочи каде би биле тие гранични премини. И сега јавноста на прв момент ја асоцира за гранични премини према Албанија и Косово, но децидно не се наведени. Према Албанија и Косово ние отворивме гранични премини, може би замислата е некој граничен премин кај Групчин. Како ќе Групчин? Тоа е двосмислено, кажано. Па платформата си е некоја една визија како треба да изгледа оваа држава. Значи таму ако внимателно читате таа платформа може да се изведе и тој заклучок. Се спомнува комисија со Бугарија и граничен премин, без да се наведат точно кои гранични премини. Така да јавноста малку ги забележи тие моменти. Чекај, пак не ве разбирам. Бугарија, Групчин, Тој предлага во платформата нејзини представници албанци да влезат во комисијата за преговори со Бугарија. Колку што мене сега ми е познато, таква комисија нема. Македонско-бугарска комисија за преговори да преговара со Бугарија за расчистување на некои отворени прашања. Едно време актуелен беше овој договор за меѓусерски. Вие гледате визионерски дека овој дел од Групчин на исток ќе влезе во Бугарија. Не гледаме визионерски, него имаме документ на маса во кој што е напишано тоа и во кој што една партија во Македонија го прифаќа тоа. Мислите дека тоа стои позади тоа? Па таму стои гранични премини, една општа формулација. Не стои граничен премин према Косово и према Албанија, како што на прв момент алудира таквата кај обичниот народ. Ама јас ја гледам оваа одредба во многу подруг контекст, замајќи ја во контекст ова што се спомнува со Бугарија. Така да има таму тоа се опасни одредби во таа платформа и зашто велам дека во некој случај таа не смее да се прифати. Бидејќи видете се, оваа двогодишна криза има своја хронологија. Значи ова тука многу е вложено во овие од тие странски ментори во оваа криза, бидејќи ако се сеќавате пред 2,5 години еве пак да се навртам на Зверот или сценаристот или Чадорот проба преку Дуи, кој што го најмија Питер Феј да изготви една анализа на раковниот договор. И сега ако видите таа анализа пред 2,5 години, тогаш македонската власт не дозволи да заживее таа анализа, али ако видите сега таа анализа, исти елементи ги содржи како платформата. И сега кога не успеа со тој проект, понатаму Зверот го измисли диво населба во Куманово. Македонски безбедносни сили беа тука на висината на задача, го спречија и тој обид, и тогаш изгледа Зверот го фати паника, виде дека со албанска партија не може да го реализира тоа што го наумил во Македонија, да ја редефинира, и тогаш заигра на македонска партија. И еве сега со македонска партија. Ама зошто некој од страна би сакал да ја редефинира Македонија? Па има сега тие, јас дури сум склон да размислам дека ако не се случија тие изборни промени во Америка, до сега тоа можеби ќе беше реализирано. Нема зошто би сакал да ја редефинира? Која е крајната цел? Па која е крајната цел сега? Еве очигледно значи Македонија во голем дел им смета на многу луѓе. Не случајно бара да го смениме името, да се обезличиме, бидејќи името Македонија е многу големо. Знаеме во историјата како значење има. Од тука сега значи тие сили и сега тука тоа е уште во една комбинација со лобирање. Факт е дека Дуи како албанска партија истураат огромни финансиски средства за тие совети што ги добиваат од странски емисари како Питер Фейт и некои такви слични. И они значи играат на таа карта и јас пак ќе се повторам, тие стари се нешта прави грешка, секој што мисли дека се заборавени албанците со тоа што добија функционерски место. Кај нив живеат тие се нешта и тие работат на нивната кауза. Ај вака сега поконкретно. Со оглед на тоа факт е дека СДСМ и ДУИ особено не го обелоденија договорот, имавме медиумски препокувања што има, како има. Веројатно обелодувањето на тој договор за коалицирање многу работи би расчистил. Меѓутоа, од друга страна, факт е дека лидерот на СДСМ на пресконференција излезе со некаква документ за програма за едната влада. Во тој документ, осем законот за јазици, немаше нешто кое што е составен дел од останатите делови од платформата. Како вие го толкувате? Се сеќавате на таа пресконференција во која што Заев кажа дека нема платформа и има договор за функционирање на едната влада во следните 4 години. Бака тоа беа некои општи формулации кои што се кажа на таа пресконференција што така не значат ништо во тој момент, бидејќи сите ние знаеме дека во овие 25 години ветувањата во Македонија не значат ништо. Дури сега имаме од тие експерти кои што се вртат околу СДСМ, кои што во добар дел се со изгубено национално чувство, видите се што го советуваат Заев, му советуваат да се понаша финтаџиски, да игра некои финти со тоа што во прв момент ќе се откаже од платформата, од точките во платформата,
да отиде кај Манданов, да се заколни на Жими Мајка, да му го даде мандатот, да ја формира владата и после на рад пак да се ги спроведат точките од кога ќе формира владата, да ги спроведат точките од платформата. А мислите дека ако има на пример формален подпис да речеме на албанските партии и СДСМ да речеме стават подпис на некој документ дека се откажуваат платформа, потоа не може да го направат истото? Па не мора да имат они тоа формално, може да биде и усмен договор. Еве да кажеме прашањето ми е која би била гаранцијата дека и ако сега се откажат во период на владин состав нема пак да функционира. Па тогаш видите вака сега, ние не случајно пак се вратам на нашиот меморандум. Значи мора во Македонија тие партии, еве сега и ВМРО да помнеше го предлога, за тие основни точки сите да се согласат, да го потпишат и ќе се земе една врска дека никој нема да чепка во нив без разлика кој ќе победува на избори и кој ќе прави влада коалицијска со албанските партии. И секој излегување од тие точки во таа платформа со која ќе штитат највисоките национални државни интереси, јасно ќе се каже дека во Македонија ќе се смета за национално предавство. И од тука сега значи малку се грешувачко што вие еве спомнавте програмата на СДСМ, меѓутоа од друга страна они не викаат дека нема да се отвори дебата, еве сами кажуваат ќе се отвори дебата за грбот, знамето и химната. Меѓутоа дебата е дебата. Па сега тоа е најстрашното за Македонија. Знаеме во Македонија кога еднаш барањата на албанците ќе дојдат на маса, кога ќе добијат јавност, тоа веќе нема сила што може да ги спречи. Тоа веќе Па ние имавме една дебата за грбот ВМРО и Дуи направија некоја комбинација, лично мене го прашувате, тој грб ми се допаѓаше мене. Али работа сега и со оваа платформа што дозволи веќе да добие јавност, да добие гласност. И сега албанците видат се, не дека се они имаат многу способни аналитичари кои што ги советуваат, некои даваат многу големи пари на тие неколку експерти што од меѓународното право, меѓународните односи од странство и гледат колку добро ги советуваат. Сега они применуваат една тактика на екстремно така отварање. Значи се отвараат со платформата, со екстремни точки во неа и потоа одат на варијанта дека тоа што се посакува ќе се смета за компромис од самата таа платформа. Сега од друга страна, оние користат таа наша поделба. Тие делби помеѓу македонците, јас сум длабоко убеден. Доколку македонските партии се единствени, по оваа работа нема сила што може да ја натера да заживее оваа платформа. Без разлика земјата колку да е мала, колку да е минорна, нема сила светка што може цел народ да го понижи и да го уништи. Зошто е таа толка поделеност во македонскиот политички блок? Па тоа сега е прашање можеби повеќе за експерти од областа на психологијата, психијатријата, социологијата, историјата. Значи тука има една комбинација на многу елементи, бидејќи ние знаеме дека трагична, поразителна е таа наша македонска историја, не од денеска, али еве ние како современици, нови актуелни избавнувања, доволно е Груевски и Заев да водат, да кажеме, поука за грешките што ги правеа Бранко Црвенковски и Лјупчо Георгиевски. 2001 година исто така имаше една длабока поделба меѓу нив двајцата, што одеа кај Леотари Пердио, тогашните тие олеснувачи само секој доше еден за друг како македонци, а од друга страна покојниот Арбен Джефери и Имери Мери, кога одеа за албански интереси, зборуваа со еден глас. Ние сега го имаме исти случај. Значи двајца македонски лидери кои се најодговорни за судбината на земјата не наоѓаат начин да седнат и да ги договорат тие основни стратешки интереси во кои што јасно ќе кажат дека никој нема да чепка. Еве сега прв чекор кон оваа иницијатива може се сметува платформата или како го нарекува ВМРО ДПМН еден документ за излез од кризата, меѓутоа веднаш не идува од другата страна дека тоа нема да го прифатат. Значи пак продолжуваат тие фатални делби и подолби спрема нас македонците и јас сум длабоко убеден дека тоа одамна е запишено во историјата дека само домашно политичко единство може да ја спречи кризата и може да ја заштити државата од било каква надворешна или внатрешна. Сакам друго нешто да ве прашам. Еве, ВМРО ДПМН и СДСМ се две најголеми, условно кажано, политички партии и се диаметрално спротивни на позициите. Јас не можам да разберам што ги спречува останатите политички лидери во Македонија. Има уште 20 политички партии, дел коалиција на ВМРО, дел коалиција на СДСМ. Зошто тие ги нема, зошто немаат своји ставови, прашања, зошто мораат помалите политички партии да ги имаат ставовите на главните лидери? Не можат ли тие да бидат иницијатори, да речеме, на еден таков ајде условно кажано помирувачки диалог меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ? Еве јас спомнав дека ние како Народно движење за Македонија во овие 2 години така преземавме на поактивна улога, имавме многу иницијативи. Последната беше меморандумот за Македонија, меѓутоа некако поголемите партии можеби понекогаш и со суета гледат кога доаѓаат некои идеи од помали партии без разлика. Не зборам за мали политички партии да создадат друг блок. Па видите сега, тука сега веќе тоа заслужува длабенска анализа, бидејќи знаеме дека каква е медиумската отвореност према помалите партии, знаеме каква е состојбата со медиумите
И тоа е точно што велите вие. Во овие 25 години веќе само во Македонија остана таа црно-бела слика на двете големи партии. Ако вие видите, еве, да не одиме подалеку, само во соседството видите партии во Србија кои што 90-та година, 91-та беа први, втори партии, денеска четврти, пети партии. Партијата на Милошевиќ беше најака, сега е четврта, пета. Таа на Драшковиќ јас нема. Бугарија 90-та година Желјо Желев социјалдемократскиот сојуз и реформираните комунисти, новата партија, и од тогаш тие две партии ги снема. Па се појавија партијата на овој крал Саксоборски, па јавија сега Бојко Борисов. Во Грција ве видовме. Тој монопол 100 години пред 2-3 години се разби со појавата на Сириза. Албанија исто, али за жал, значи тие партии што беа пандан на ВМРО ДПС само веќе во соседството, станаа трети, четврти или некој заминаа во историјата, али во Македонија се уште двете партии така жилово обстојуваат. До кога ќе обстојуваат, ќе видиме. Која е улогата на протестите во овие месец и половина? Тие барем првишните печатоци се дека голем дел од граѓаните кои што се да речеме ајде наклонети кон ВМРО ДПМН, меѓутоа и дел поранешни подржувачи на протестите кои што беа на шарената револуција излегоа на улиците. Таа масовност се уште е присутна на улиците. Мислите дека тие протести ќе имаат некаков ефект? Па јас пак ќе се вратам на тоа што го кажав пред малку, дека во овој момент веќе само народот може да ја спаси државата, бидејќи ова веќе не е прашање на една влада, на претседателот или на една партија, и јас се надам дека народот ќе опстои со овие масовни протести. И сега пак се навратам на тоа, на тие национални интереси. Значи ние сега треба да заборавиме на се практично. Значи треба државата да се одбрани, а после во едни нормални околности нека се гони и криминал, нека заврши секој кај што предвидува кривичниот законник. Ако се огрешил на државата, сваѓате или разбирате неизбор на нова влада? Па тоа е сега еден компилат на повеќе елементи. Значи сега на дело е одбрана на државата, од непријателите, така да кажем, на македонското дело. Од ова е зеќе да се зададе завршен удар на Македонија и на македонци, бидејќи ако го смениме името, ако се обезличиме, ако се прифати таа двојазичност, бидејќи и јазичната и двојазичноста е елемент на федерацијата, бидејќи покрај територијални имаме јазични федерации која во некоја наредна фаза би дошла и како федерална и територијална. Значи во овој момент само народот може да ја спречи, и јас се надевам дека државните институции во рамките на нивните можности ќе опстанат. Еве пред тука мислам на претседателот Иванов. Нема да го додели мандатот се докато не го видиме тој фамозен коалициски договор меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Без разлика се само и ДУИ. Без разлика што тука еве сега во јавноста слушаме многу уставни експерти кои што дали од незнаење, дали од намерно погрешно го толкуваат. Еве јас, иако не сум експерт по уставни прашања, меѓутоа како човек кој што доаѓа од правните студии, сум ги изучувал основните принципи на сите правни науки и тука не гледам ништо спорно претседателот Иванов да не го додели мандатот, бидејќи правниците знаат дека барем кај секоја одредба треба да има елементарно толкување, да се види ратио легис, разумот на нормата, што сакал за уставотворецот да постигне со пишувањето на тие норми. Сега точно е дека во тој член 90 што се повикуваат уставните експерти е кажано дека собранието ја избира владата и собранието ја одобра програмата на владата. Меѓутоа, ако се толкова суштината на уставот, подоле во еден друг член е кажано дека претседател пред да преземе должноста претседател дава свечена обврска, се заколнува на заштитен уставниот поредок. Така да овие уставни експерти не даваат едно толкување сега што во случај кога имаме повеќе уставноправни норми со иста правна тежина за исправен случај. Така да очекувам, значи, јас длабоко сметам уставна одлуката на Иванов да не го доделува мандатот бидејќи ги штити националните интереси, а таа одредба за мнозинство, кај што е кажано дека мнозинските партии даваат мандатот за влада, тоа важи во едни нормални демократски услови кај што не е загрозена државата. А сега ние на дело имаме една платформа која што излегува елементи кои што загрозуваат државата. Дотолку повеќе Иванов го назначува директор на агенција за разузнавање. Може има некои разузнавачки информации за таа платформа. Ние не ги знаеме. Ајде да направиме уште една кратка пауза и во финишот на денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во денешниот финиш на круг, почитувани мој ваш гостин, професорот Јанко Бачев, претседател на Народно движење на Македонија. Видите дека имаме различни толкувања околу тоа, уставните одредби околу доделувањето на мандатот. Во игра беше да се бира влада и без доделен мандат, но со оглед на тоа дека работите се движат во една друга насока, дали се само се откаже од тој момент и како всушност
и да се избере председател на собрание, иако повторно Иванов не го додели мандатот, што понатаму ќе се случи? Па ако СДСМ тргнат да прават влада без доделен мандат, за мене тоа е една опасна авантура и еден опасен преседан во иднина и што го отвара патот председател во иднина да биде разластван по потреба. Еве сега овие наменските експерти на СДСМ толкуваат дека одредбата во уставот која што вели дека председателот на државата доделува мандат, велат дека е од декларативно значење, дека нема суштинско значење и дека може и без мандат да се состави владата. За мене ова е една опасно толкување на уставот, отвара една опасна авантура, бидејќи во иднина се отвара можност председателот повторно во некоја слична ситуација да биде развластен. Еве на пример, во моментот сега ми текнува председателот има право на вето, преносење на законите во државата. Утре на пратениците може ептен да им се брза, тој закон да биде изгласан и може пак овие експерти да протолкуваат, да кажат па правото на вето не е од суштинско значење, доволно е само председател на собрание да го потпише указот и закон да влезе во сила. Тоа е пат за една опасна така практика која што ќе го разластвува председател по потреба, а тогаш веќе навлегуваме во самото државно уредување. Зошто никој предуставен суд до сега не покренал иницијатива околу тоа, уставен да се произнесе за мандатот? Па гледате сега кај е играта сега. Сега овие експерти на СДСМ го повикуваат Иванов да го даде мандатот, да се формира владата, после ако излезе нешто неуставно со таа платформа таква, па Иванов да поднесе постапка до Уставниот суд. А јас велам обратно, доколку СДСМ смета дека сега Иванов го крши уставот, сега нека поднесат ова постапка пред да се додели мандатот, нека поднесат поставка и најавуваат кривична пријава, нека му поднесат кривична пријава па да видиме дали што ќе речат органите. Бидејќи ако ние дозволиме ова платформа да заживее, после нема во државата орган, каков уставен суд нема орган што таа платформа ќе ја врати на почетно рамниште, ќе ја врати во првобитна состојба. Од тога сметам дека сега Иванов треба да издржи во недоделувањето на мандатот. Доколку таа се албанска платформа не ја видиме, доколку тој коалициски договор не го видиме, бидејќи еве гледаме во јавноста СДСМ заговара така еден концепт кој што оди во таа насока, бидејќи ако вие внимателно го следите нивниот лидер, он никој паш не рекол ќе градиме концепт на една држава, него вели ќе градиме концепт на едно општество. А сега тоа јавноста, обичната јавност не го разбира што значи тој поем. Концептот на едно општество значи дека во државата дефинитивно повеќе ќе нема македонци, ќе нема албанци, ќе нема срби, него ќе има индивидуи, ќе има граѓани, ќе има личности. Значи ние го губиме националниот идентитет, бидејќи општеството значи заедница која што има само некоја инструментална вредност, во која што граѓаните се здружуваат за да остварат некои своји задачи и интереси. А додека концептот на држава и нација има посилна вредност, има емотивна вредност. Луѓето се врзуваат за неа, изразуваат своите чувства и затоа тоа врзување се нарекува национализам, патриотизам. Од тога значи тоа е многу опасен концепт на едно општество. Сега за овие другиве не е опасно за останатите малцинства, албанци, срби, турци, бидејќи тие се поистоветуваат во своји сонародници во други држави, имаат своји држави. А додека заживее тој концепт за македонците, станеме ние граѓани без национален идентитет, тоа е крај за македонците. Тоа го предвидува тој. Како ќе се вика тоа општество, како ќе се тоа е концепт на едно општество на граѓани, на личности. Еве Маријан Николовски, успешен новинар, како личност, како граѓанин, ќе нема да биде македонец. Јанко Бачев нема да биде македонец, ќе биде универзитетски професор. Кој може да ви го скрати правото на? Еве тоа ќе биде концепт на едно општество. Повеќе нема се викаме, ќе нема македонци. Значи тој концепт тоа означува, суштината на тој концепт е тоа. А друг е концептот на една држава, али они тоа не го викаат концепт на едно општество. Тоа е само како што кажав, а тој концепт денеска го нема никаде во Европа. Ако ги видите сите устави во Европа, сите базираат на национален субстрат. Секаде во секој устав стои референцата за мнозински народ и за националните малцинства, гарантирана положба. Таков концепт има само во Белгија и Швајцарија. Сега не може да правиме споредби. Неспоредлива е споредбата на Македонија со тие две држави, бидејќи тоа се наменски држави. Знаеме како се создадени во историјата, немаат домородно население, автохтоно население и сега Македонија сакат да ја претворат во тој концепт како овие две држави. Али во таков случај тоа ќе биде поразително за македонците, бидејќи во таков случај веќе ќе бидеме само како индивидуи, како личности. Тоа е веројатно невозможна мисија. Па сега викат, ако внимателно следите, барем она што вие толку. Ако внимателно следите, лидерот на СДСМ Зоран Заев стално повторува формализира концепт на едно општество. Никаде нема кажано концепт на една држава. Граѓански концепт, ама општество не вели држава. Веројатно мисли на интегративна општество на етнички заедници. Што не каже концепт на една држава? Концепт на една држава. Значи во тоа концепт на едно општество веќе нема нации, нема македонци. Тоа ќе бидат индивидуи без разлика, али за нас е тоа поразително, без разлика тие индивидуи колку ќе бидат способни, колку ќе бидат успешни, нема да имат национална идентификација. Значи тоа во крајен случај и таа и замислата на зверот што ја игра во Македонија преку овие своји играчи сега моментално. Излез од ова се избори или? Па најдобро е во оваа ситуација да има избори, бидејќи јавноста веќе
Па сега тоа е неблагородно неблагородно да се прогнозира кога би биле избори, бидејќи еве сега ова закачката што имаат партнерите во собранието можеби ќе потрае неколку месеци, па ќе почнат летните одмори. Факт е веќе дека локалните избори нема да се одржат, најизгледна варијанта е да бидат со парламентарните избори, бидејќи во таков случај народот ќе даде довербата на партија што мисли дека најдобро ќе застапува националните интереси. Сега слушаме контра аргументи на оваа теза дека па што правиме ако и на наредните избори. Пак дојде тој соодност меѓу партијци. Во демократијата единствено решение се изборите. Сега еве пак има избори. Еве видете Бугарија еве сега има избори за 3 години, прават 3 избори, 3 изборни циклус, 3 парламентарни избори за 3 години. Па Италија да не ја спомнуваме, таму па на секои 6 месеци избори има. Така да, значи изборите во Бугарија беа мотивирани од една друга причина. Борисов ги загуби претседателските избори. Без разлика што е причината, сакам да кажам дека таа теза што наметнува дека изборите се скапа работа, дека не е добро да има избори, тоа е за мене неприфатливо. Бидејќи една сериозна држава со сопствен буџет, тие трошкови не би требало да представуваат голем издаток. Така значи изборите се за барем според мене сега најизгледно решение, до толку повеќе ние како Народно движење за Македонија имаме посебен мотив, бидејќи 11 декември од резултат на политиката и политички сценарија нашите листи не беа прифатени, така да ние сакаме како партија да се одржат тие избори, а тие избори сега се најдоброто решение за Македонија. Инаку друго решение во оваа криза не гледам, бидејќи ако се тргне да се руши државата, еве јас кажав, тоа можеби ќе звучи малку порадикално, Македонија мора не само со демократски и со ненасилни, дури со насилни средства по секоја цена да ја брани државата. Како би бил тој судар? Па тој судар сега не сакам ни да претпоставам како би бил, али во крајен случај имаме две опции: или да ја браниме државата сите средства, или како што од СДСМ милуваат со пенкало и со хартија ги добили изборите, ние со пенкало ќе ја изгубиме државата. Ако решат веќе до крај додат со таа се албанска платформа, значи таа платформа мора да се спречи ако сакаме да опстанеме. Никој не ни дал право како оваа генерација македонци во име на претходните, во наредните генерации, оваа држава која на тасна ни ја дадена од индендците од Асном, на тасна ни ја дадена, ние секоја генерација македонци да рестуриме. Да сумираме уште еден одговор. Што значи, која е формата на откажување од таа платформа? Што би требало да направи СДСМ албанските партии? Како изгледа тоа откажување од таа платформа? Тоа би изгледало сега македонските партии да седнат, да усвојат еден национален документ на кој што ќе ги запишеме тие 4, 5, 6 колку точки ќе бидат, во кој што сите ќе дадат обврска, ќе се обврзат дека никој нема да чепка без разлика кој ќе се остава во влада. Доколку го имаме тоа наше национално македонско единство, јас верувам дека и албанците во државата ќе бидат многу помирни, ќе бидат многу потивки, а сега гледаме така едно силење како што го имавме во 2001 година, еве најави дека таа криза може да доведе до тие меѓуетнички односи и видете сега таа иронија што имаме ние во државата. Тие бомби што ги појави СДС пред 2 години, тие беа за криминални индици. Значи борбата почна за правда, за правна држава, за тие криминални индици и Ахмети толку вешто таа игра од криминален ја префрли на етнички терен. И сега после тоа Ахмети се мајтапи со нашите политичари, излегува и им вика на Груевски Заев: ве молам, немојте да ја однесете кризата од криминален на етнички терен, а самиот тој претходно сега со таа платформа ја однесе кризата на етнички терен. Така да нашите политичари мора да се вразумат, мора да седнат и ако постигнеме тоа наше единство, јас го убедувам дека Македонија ќе бидат заштитени тие национални државни интереси и дотолку повеќе не кучат од војната од 2001 година како резултат на тие политички сценарија, како резултат на тие предраси, на тие делби и подолби, Македонија излезе поразена, посрамена, понижена од таа војна со нарушено државничко достоинство до денешно време. Затоа нека учат од војната, нека не го прават тоа што го правеа Лјупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски и опстанокот и безбедноста на државата ќе биде обезбеден. Благодарам, поштувани мој ваш денешен гостин, универзитетскиот професор Јанко Бачев и председател на Народното движење на Македонија. Бачев, ти благодарам што беше. Благодарам на поканата. Тука е крајот на денешниот круг. Круг е емисија на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 29 март. Останете со Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.